Доколку надлежните го испочитувале законот и ја намалат гласноста на озвучувањето на џамијата на пропишаните норми, тогаш овој град ќе има еден проблем помалку, а населението кое живее во непосредна близина па и подалеку, ќе го има оптималниот мир и спокојство кој според сите норми на општественото живење му се гарантирани. Но проблемот би бил банален и рештив доколку во наводници големи верници, политичари и службеници не го искомплицираат. Со изградба на новото минаре на џамијата е поставено и ново озвучување. Луѓето од исламска вероисповед кои го обслужуваат, сакајќи да допрат до ушите на што повеќе верници за време на пеењето, наместо до 50 го пуштаат до 85 децибели. Тоа им го ремети мирот на околните жители, кои немајќи друго решение, своевремено имаат собрано над 160 потписи во петиција и со овој аргумент побара од надлежните да го решат проблемот не според нечии желби, туку според законот. Пред да започнат со официјална постапка, граѓаните се обиделе да разговараат и да најдат на разбирање со представници на џамијата, но биле одбиени. Борејќи се со силата на аргументите, иницијаторите за намалување на гласноста на разгласот направиле споредба со соодветното пеење во Штипската џамија. Таму никој не се држал слепо за бројките и дозволените децибели, туку за разбирањето и постигнатиот договор како со граѓани и луѓе. Граѓаните од исламска вероисповед не смеат да го иземат фактот дека во непосредната и пошироката околина на џамијата живеат дечиња или возрасни, потоа и болни луѓе со нарушено здравје, на кои прегласното пеење, особено во раните утрински часови и во вечерните часови, им го ремети секојдневниот мир и спокојство. И бидејќи разбирање и договор нема, логично е дека проблемот на решавање им е префрлен на општинските институции, на кои по правило им треба време и многу други нешта.